Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме. Емисија број 6. Драги гледачи, срдечен поздрав од студиото на Адвентистичко радио Глас на надежта. Ја започнуваме нашата утринска програма Извор на надеж, емисија која се емитува во вторник и во четврток. И ова емисија би сакал да ја започнам со еден убав библиски текст. Го наоѓаме во книгата Плач Јеремин, 3 глава, 25 стих. Господ е добар кон оние што се надеваат на Него. Понекогаш, драги пријатели, Божите одговори не доаѓаат веднаш. Се молиме со денови, со месеци, па некојаш и со години, како Бог да молчи. Значи, нема одговор. Но надежта во Бога значи трпеливо чекање. Знаеме дека Бог одговара на 3 начини. Некојаш вели да, некојаш почекај, а некојаш никогаш не одговара. Пророкот Еремија, иако живел во време на големи страдања на Божјиот народ, во тоа време сведочи Еремија дека Господ е добар кон оние што му веруваат. Надежта ни помага да гледаме подалеку од моменталната болка и да веруваме дека Бог има подобар план за нас. Верувајте дека е така. Може би ние сакаме инстант, значи веднаш одговор од Бога, но Бог има подобар план. Може би ние се молиме заедно, а Бог ќе ни даде 3 пати повеќе. Така да оставиме на Бога. Знам, не е лесно да се чека, не е лесно да бидеме трпеливи, тоа од искуство го кажувам, но сепак, еве, да се научиме дека Господ е добар, како што вели пророкот. Господ е добар кон оние што се надеваат на Него. Нека и во овој ден, драги пријатели, нашата надеж се потпира на Господа. Таа никогаш не изневерува. Одеме сега да ја слушнеме и да ја видиме молитвата Оче наш. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и простини ги долговите наши, како што им ги проштаваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Ruke svoje širi nježno gleda malene, djeci cijelog svijeta Isus ime zna. Isus voli djecu malu, djecu cijelog svijeta to. Bijele, žute, crne, sve, pa i one smeđe gled. Isus voli djecu cijelog svijeta to. Djeca nisu još došla dragom Isusu, da i njima sreću, mir i radost da.
Христовото помазание во Витанија, Воскресното јагне, Тајната вечера, борбата во Гециманија, паѓањето, сослушувањето, заповедта и страдањето пред Кајафа, Петровото одречување и каење. Глава 14. По 2 дни беше Пасха и празникот без квасници, а првосвештениците и книжниците сакаа да го фатат на измама и да го убијат, но велеа: на празникот не, за да не стане бунт меѓу луѓето. А кога беше он во Витанија, во куќата на Симона Лепрозниот, и седеше на трпеза, дојде една жена со шишенце скапоцено и чисто нардово миро, и кога го искрши шишенцето, го изди мирото врз главата негова. А некои негодуваа во себе и говореа: зошто мирото да се растура така? Тоа можеше да се продаде за повеќе од 300 динарии и да се раздадат на сиромасите. И негодуваа против неа. Но Исус рече: Оставете ја неја, зошто ја буните? Таа направи добро дело за мене. Сиромасите секогаш ги имате со вас и кога сакате, можете да ми направите добро, но мене ме немате секогаш. Тоа што можеше, таа го направи. Испревари да го помаже телото мое за погребение. Вистина ви велам, каде и да се проповеда ова Евангелие, по целиот свет ке се прикажува за нејзин спомен и тоа што го направи таа. Тогаш Јуда Искариотски, еден од 12, отиде кај првосвештениците за да им го предаде. А тие штом чуја се зарадуваа и ветија да му дадат сребреници. И бараше погодно време за тоа да го предаде. Во првиот ден на бесквасници, кога го колеа пасхалното јагне, учениците негови му рекоа: каде сакаш да одиме и да приготвиме за да ја јадеш пасхата? И прати 2 од учениците своји, па им рече: Отидете в град и ќе ве сретне еден човек што ќе носи вода во стомна. Одете по него и каде што ќе влезе тој, кажете му на домакинот: учителот вели, каде е собата во која ќе јадам пасхата со учениците своји? И тој ќе ми покаже голема соба, послана, приготвена. Таму сгответе ни. И излегоа учениците негови и дојдоа во градот и најдоа како што им беше рекол, па ја приготвија пасхата. А кога се стемни, он дојде со 12. И кога седеа и јадеа, Исус им рече: Вистина ви велам, еден од вас што јаде со мене, ќе ме предаде. Тие се разжалостија и почнаа еден по друг да велат: да не сум јас? А он им одговори и рече: Еден од 12 е што мака со мене во чинијата. Но Синот човечки иде, како што е напишано за него. Само тешко му на оној човек преку кого Синот човечки ќе биде предаден. Подобро ќе беше за тој човек да не беше се родил. И кога јадеа, зеде Исус леп, го благослови, го прекрши, па им даде и рече: Примете, јадете, тоа е моето тело. Потоа ја зеде чашата, заблагодари и им ја даде. И се напија од неа сите. И им рече: Тоа е мојата крв на новиот завет, која се пролива за мнозина. Вистина ви велам, јас нема да пијам веќе од лозовиот плод, се до оној ден кога ќе пијам нов во Царството Божјо. Па откако испеаја благодарствена песна, се искачија на Елеонската гора. И им рече Исус: Сите ќе се соблазните заради мене во оваа ноќ, зашто е напишано: ќе го поразам пастирот и ќе се разбегаат овците. Но после, кога ќе воскреснам, ќе отидам во Галилеја пред вас. А Петар му рече: дури и сите да се соблазнат, јас не. Му рече Исус: Вистина ти велам, дека уште денес, во оваа ноќ, пред да запее петел 2 пати, ти 3 пати ќе се откажеш од мене. Но тој уште повеќе тврдеше:
Ако треба дури и да умрам со тебе, нема да се одречам од тебе. И сите така рекоа. Пристигнаа во пределот по име Гециманија и им рече на учениците свој. Седете овде додека отидам да се помолам. И ги зеде со себе Петра, Јакова и Јована, се замисли и почна да тагува. Па им рече: Душата ми е смртно нажалена. Останете тука и бидете будни. И штом се оддалечи малку, падна на земја и се молеше за да го одмине оној час ако е можно. И велеше: Ава, Оче, се е можно за тебе. Отклони ја од мене оваа чаша, но не како јас што сакам, туку како ти. Па дојде и ги затече да спијат и му рече на Петра: Симоне, спиеш ли? Не можеш ли еден час да бидеш буден? Бидете будни и молете се за да не паднете во искушение. Духот е бодар, но телото е слабо. И пак отиде и се помоли изговарајќи ги истите зборови. А кога се врати ги најде пак како спијат, оти очите им беа натежнале и не знаеја што да му одговорат. И по трет па дојде и им рече: Спиете само и почивате. Свршено е. Дојде часот. Еве се предава Синот човечки во рацете на грешници. Станете да одиме. Еве наближи оној што ме предава. И веднаш дури он уште говореше, Јуда, еден од 12-те, дојде и со него многу народ со мечеви и со стапови, испратени од првосвештениците, книжниците и старешините. А оној што го предаваше им беше дал знак велејки: Кого ќе го целивам, оне. Патете го и водете го предпазливо. Па кога дојде веднаш се приближи до него и рече: Радувај се, Рави, и го целива. А тие ги кладоа раците свој на него и го фатија. Еден пак од оние што стоеја таму извади нож, го удри слугата на првосвештеникот и му го отсече увото. Исус им одговори и рече: Како на разбойник сте излегле со ножови и колови за да ме фатите? Секој ден бев со вас во храмот и поучував и не ме фативте, но нека се исполнат писмата. И тогаш, кога го оставија, сите се разбегаа. А по него врвеше еден млад човек наметнат со платниште на голо тело, и војниците го фатија. Но тој, кога го остави платништето, побегна од нив необлечен. И го доведоа Исуса при првосвештеникот и се собраа таму сите првосвештеници, старешини и книжници. А Петар врвеше по него далеку и влезе внатре во дворот на првосвештеникот, па седна со слугите и се грееше на огнот. Првосвештениците и целиот Синедрион бараа сведоштва против Исуса за да го убијат и не наоѓаа, зашто мнозина лажно сведочеа против него и тие сведоштва не беа еднакви. И станаа некои па сведочеа лажно против него велејки: Чувме дека он говореше: Ќе го урнам овој ракотворен храм и по 3 дни ќе созидам друг, неракотворен. Но ни тоа нивно сведочење не беше еднакво. И првосвештеникот откако застана на средина го праша Исуса говорејќи: Ништо ли не одговараш? Што сведочат овие против тебе? Но он молчеше и ништо не одговараше. Првосвештеникот пак го праша и му рече: Ти ли си Христос, Синот на Благословениот? Исус рече: И јас сум. И ќе го видите Синот човечки како седи од десната страна на силата и како иде на облаците небески. А првосвештеникот пак, штом ја раскина облеката своја, рече: Зошто ни се повеќе сведоци? Чувте како хули на Бога, како висечини, и сите тие се согласија дека заслужува смрт. А некои почнаа да плукаат на него, да му го покриваат лицето, да го бијат и да му велат: Проречи! И слугите го удираа по образите. Кога Петар беше долу во дворот, дојде една од слугинките на првосвештеникот, па штом го виде Петра како се грее, погледна во него и рече:
И ти беше со Исуса Назареецот. Но тој одрече велејќи: Не знам, ниту разбирам што говориш. И излезе надвор пред дворот и запеа петел. Слугинката, кога го виде повторно, почна да им зборува на оние што стоеја таму: И овој од нив. Тој пак одрече. Подоцна, оние што стоеја таму му рекоа на Петра: Навистина и ти си од нив, бидејќи си галилеец, а и говорот ти е таков. А тој почна да се колне и се заколна: Не го познавам овој човек за кого говорите. И повтор пат петел запеа. Петар се сети на зборовите што му ги каже Исус: Уште пред 2 пати петел да запее, 3 пати ќе се отречеш од мене. И почна да плаче. Питам се што ću reći kad se budemo gledali oči u oči, ja i ti. Što ću tada reći? Hoću li izdržati kad se budemo gledali oči u oči, ja i ti? Hoću li moći izdržati? Kad se budemo gledali oči u oči, kad se budemo sreli, ja i ti. Sjeti se da sam samo čovjek, sjeti se da sam samo čovjek, a Bog da si ti, a Bog da si ti. Kad se budemo gledali oči u oči, kad se budemo sreli, ja i ti. Sjeti se da sam samo čovjek, sjeti se da sam samo čovjek, a Bog da si ti, a Bog da si ti. Kakav li ću biti kad se budemo gledali oči u oči, ja i ti? Kakav li ću onda biti? Kakav će to biti susret kad se budemo gledali oči u oči, ja i ti? Jedan čovjek i njegov Bog. Kad se budemo gledali oči u oči, kad se budemo sreli, ja i ti. Sjeti se da sam samo čovjek, sjeti se da sam samo čovjek, a Bog da si ti, a Bog da si ti. Kad se budemo gledali oči u oči, kad se budemo sreli, ja i ti. Sjeti se da sam samo čovjek, sjeti se da sam samo čovjek, a Bog da si ti, a Bog
da si ti. Божјата порака за нас денес. Протестантизмот се дели на повеќе од 200 деноминации, а поголемиот дел од нив продолжиле и понатамо да се делат или да се одвојуваат на различни групи. Постојат, на пример, 20 различни групи на баптисти. Еден англикански бискуп во една пригода рекол вака: поделеното христијанство е извор на слабости во западниот свет, а во нехристијанските земји тоа е камен на сопнувањето. Ови бискупи ја имал на ум збунетоста со која се соочуваат новите верници во хиндуистичките цркви, односно движења, будистичките и муслиманските земји, кои ќе решат да го следат Исуса Христа, мора да бират помеѓу голем број на заедници кои се борат за нивната наклоност. Поради збрката предизвикана со таквата расширеност на верувања, не е ни чудо што Библијата ја опишува верската слика во светот на последното време како Вавилон. Тоа го спомнува Откровение 14:8. По збрката од јазици кај Вавилонската кула, името Вавилон се поврзува со еврејскиот збор Бабел, што значи да се меша, да се збуни. Во библиските пророштва Вавилон станува символ на религиска збрка. Во овој лавиринт што го прават верските заедници, кои во многу нешта не се служуваат, а многу пати и се надпреваруваат меѓу себе за нечија наклонатост, како некој која бара вистината може да ја открие нересипаната вистинската вера. Како може да ја открие вистинската вера? Која религија спасува, почитувани пријатели? Рамон Умашанкар е роден како браман. Уште од најраното детство постарите го поучувале дека тој им припаѓа на највозвишените. За да стане свесен за своето божество, мора да вежба јога и да медитира. Веќе во тинеџерските години Рамон почнал да се прашува дали тој навистина може во различните идоли што се наоѓаат во хиндуистичките храмови да го најде вистинскиот Бог. Рамон по известно време се преселил во Соединетите Американски држави и почнал да ја проучува Библијата, односно Библијата и личноста на Исус Христос. Тој од секогаш го почитувал Исуса поради неговата понизност. Но сега Рамон слушнал дека овој Исус тврдил дека е единствен Божи син, дека е единствен Божи син. Забележал исто така дека многу имаат мир, кој тој и покрај долгодишната медитација не успевал да го постигне во својот живот. Сепак Рамон решил да ја пронајде вистината во својата вера, хиндуизмот. По некој време тој го гледал филмот за Исусовиот живот. Тогаш за прв пат во својот живот сватил дека Христос искусил страдања и страв како и секое човечко суштество. Пред тоа тој мислел дека Исус на некој начин ја употребил својата надприродна мог за да ја избегне болката на распнувањето. Не можел едноставно да го објасни крстот, па се прашувал како можел Исус да претрпи такви страдања за грешните човечки суштества. Размислувајќи за Христовата смрт, Рамон бил совладан од единствениот исказ на големата љубов. Решил да го остави својот привилегиран статус на браман, по кој толку тежнел и да му го предаде својот живот на Христа Спасителот. Тој рекол
дека се друго се крши на многу парчиња. Овој млад браман ја открил најважната вистина на христијанството. Исус е спасителот на светот. Тој е патот, единствениот пат до спасението. Нема спасение ниту во еден друг, ниту има друго име под небото дадено на луѓето преку кое мора да се спасиме, пишува во Дела на апостолите, 4 глава, 12 стих. Библијата јасно не учи дека сме изгубени во гревот и затоа ја носиме казната за гревот, а тоа е смртта, пишува Павле во Римјаните 6:23. Сите сгрешија, пишува Павле во Римјаните 3:23. И зато сите се соочуваат со смртта и сите треба да бидат спасени од проклетството на гревот. Исус е единствената личност која може да го овозможи и понуди тоа спасение. Цитирам: преку него, преку Евангелието и се спасувате, дека Христос умре за нашите греови според писмата, дека тој беше погребан и дека на третиот ден воскресна според писмата, пишува Павле во 1 Коринтјаните 15:2-4. Ние не се спасуваме со посредство на некоја религија, ниту со посредство на некоја црква или човек. Нас не спасува Исус Христос, само Тој. Зашто тоа е волјата на мојот татко, секој што ќе го види синот и поверува во него да има вечен живот и јас ќе го воскреснам во последниот ден, пишува Јован во 6 глава во 40 стих. Апостол Петар му рекол на Исуса: ти си Христос, син на живиот Бог, пишува Матеј 16:16. Исус на таквото признание на верата возвратил: на тој камен ќе ја изграда мојата црква, Матеј 16:18. Верата во Исуса Христа е темел на вистинската религија, камен на кој е втемелена правата црква. Како што имаме еден Бог Отец, имаме еден Господ Исус Христос, а тој е нашиот Спасител, пишува Павле во 1 Коринтјаните 8 глава 6 стих. Така што постои само една вистинска религија, еден Господ, една вера, едно крштевање, Ефесјаните 4 глава 5 стих. Христијанството, почитувани, учи за вистината онака како што таа е откриена во Божјата реч. Исус рекол: вие ги проучувате писмата, зашто мислите дека имате вечен живот во нив, и тие сведочат за мене. Јован 5 глава 39 стих. Има ли Бог посебна порака за нашето време? Да, Бог има посебна вест за христијаните на последното време. Ова посебна тројна порака се наоѓа во Откровение 14 глава од 6 до 16 стих. Според овие стихови, откако таа порака ќе се прошири низ целиот свет, Исус ќе дојде да ја заврши, да ја изврши жертвата на спасените. И видов и ете бел облак, а на облакот седеше еден сличен на човечкиот син со златна круна на главата и со остар срп во раката. И еден друг ангел излезе од храмот и му извика со силен глас на оној кој седеше на облакот: испрати го својот срп и жни, зашто дојде твоето време за жниење, зашто е зрела жетвата на земјата. И оној кој седеше на облакот го фрли својот срп на земјата и земјата беше пожнеена. Откровение 14 глава од 14 до 16 стих. Проповедањето на ова порака на тројцата ангели достигнува максимум при второто Христово доаѓање. Проповеда низ целиот свет. Да ги разгледаме сега тие внимателно три пораки од Откровението. Првата порака, порака на првиот ангел, и видов друг ангел како лета поседе небото, имајќи вечно Евангелие за да им го проповеда на жителите на земјата и на секоја народност, и на секое племе, јазик и народ. Изборуваше со силен глас: бојте се од Бога и подајте му слава, зашто дојде часот на неговиот суд.
и поклонете му се на оној кој го создал и небото и земјата, морето и водните извори. Откровение 14 глава 6 и 7 стих. Божиот народ не објавува некое ново евангелие, туку вечното евангелие. Божјата порака до целиот свет е на секое племе, јазик и народ. Иако Бог да има посебна вест за последните денови, ние секојаш мора да внимаваме да не го зборуваме, да не го забораваме тоа евангелие, тоа Христово вечно евангелие, но таа е стара вест. Тоа е истата вест за спасение која со вера ја прифаќале во старозаветното време, како што вели Павле во Евреите во 3 глава. Иста наука што и самиот Исус ја објавувал, истото евангелие кое го објавувале учениците за да го придобијат светот за Христа во нивно време. Истото евангелие кое одекнувало низ вековите на христијанската ера. Тоа е едноставно и спасоносно евангелие за Исуса Христа, кое црквата речиси го избришала за време на мрачниот среден век, но реформацијата повторно го оживеала и Божиот народ денеска го проповеда низ целиот свет. Токму таа евангелска порака ја објавува првиот ангел, но таа вреди за сите луѓе кои живеат во последните денови од светската историја. Секако, тоа е непосредно пред Христовото второ доаѓање. За оние христијани кои ќе ја прифатат таа порака, важи повикот бојте се од Бога и подајте му слава, односно да го возвишат неговиот карактер во својот живот. Како живи сведоци, тие му го откриваат на светот Божиот карактер, проникнат со љубов само со зборови, не само со зборови, туку и со својот начин на живот. Тие со нивниот пример покажуваат што може да направи Бог преку луѓето кои се исполнети со Светиот Дух. Кога требало овие 3 ангелски вести да бидат објавени низ целиот свет, тогаш навистина ќе се случи чудо. Кога тие требало да бидат објавени? Кога започнал часот на неговиот суд? Во 13-тото предавање беше објаснено дека Исус го започнал тој предадвентен истражен суд во 1844 година. Таа иста година Исус ги инспирира луѓето во светот да започнат со проповедење на веста од Откровението 14 глава. Значи во 1844 година ова вест повикува да му се поклониме на оној кој го создал небото и земјата, како што пише во Откровение 14:7. Бог не повикува помни го саботниот ден, за да го празнуваш, зашто за 6 дена Бог ги создаде небото и земјата. 2 Мојсеева, 20 глава од 8 до 11 стих. Кога Чарлс Дарвин ја поставил теоријата за еволуција, Бог истовремено ги повика луѓето да го обожаваат Него како Творец. Во исто време кога теоријата на еволуција, а тоа е атеизмот, материализмот, модерната технологија, може да кажеме и комунизмот, дури и спиритизмот, почнале да го загрозуваат авторитетот на Божјата реч на Библијата. Они кои ја објавувале тројната ангелска вест истовремено во Божјата реч го откриле 7-миот ден, а тоа е саботата, и почнале да го празнуваат во чест на Творецот на небото и на земјата. Понатаму, пораката на вториот ангел, број 2, читаме: и друг втор ангел дојде по него, велејки: падна големиот Вавилон, кој ги напои сите народи со страсното вино на своето блудство. Пишува во Откровение 14 глава 8 стих. Како последица од збрката која настанала со промена на јазиците за време на градењето на Вавилонската кула, името Вавилон се поврзувало со еврејскиот поим Балал, што значи збрка. Вавилон во
пророштвата често се користи како символ за верска збрка. Друга посебна Божја порака решително се спротиставува на религијата на компромис, би рекле. Откровението во 70 глава го прикажува духовниот Вавилон, а тоа е отпаднатото христијанство како блудница, поготово 5 стих. Таа стои наспроти чистата жена од Откровение 12 глава, која представува правата христијанска црква. Вториот ангел, почитувани пријатели, предупредува: падна големиот Вавилон. Вавилон е паднатата жена, која со своето вино ги напоила сите народи на земјата. Виното на лажните науки ги проникнало лажните облици на христијанството, која замаглуваат, на жалост, Божјата реч. Вавилон представува мешавина на бројните облици на духовното отпаднато христијанство. Едно од многуте кривоверија што проникнало и го опфатило поголемиот дел од христијанството е легализмот, а тоа е верување дека се оправдуваме со дела, односно дека со своите добри дела можеме едноставно да придонесеме за нашето спасение. Друга крајност застапуваат оние кои веруваат во така наречената ефтина милост. Тие го одвојуваат Евангелието од неговите природни токови, од послушноста кон Христа и неговите заповеди. Бог ги повикува луѓето да излезат од Вавилон, Откровение 18 глава 4 стих, и со целото срце да му се предадат на Исуса Христа. Тој сака луѓе кои ќе ја покажуваат силата на послушноста во верата, во својот живот. Господ ги повикува своите следбеници да излезат од духовниот Вавилон, за да ги направи свој вистински Исусови следбеници или ученици, кои целосно се подпираат на Христа и ја следат неговата наука, односно ја објавуваат неговата наука запишана во Свето писмо. Тој сака да веруваме во Исуса Христа и од љубов да ги држиме Божите заповеди. Откровение 14 глава 12 стих. Без библискиот авторитет Вавилон нуди само ефтина, би рекол, лажна алтернатива. Например, постојат верски заедници кои сами одбираат некои делови од библиските учења да се следат, а некои да се занемарат или ги отфрлуваат. Денес многумина го прифаќаат површното христијанство или пак полесниот пат и велат: дајте ми малку побожни фрази и оставете ме да одам слободно по мојот пат. Немој да го оптератувате мојот живот со тие стари заповеди од Синај. Така некои велат. Вавилон е опасен поради ширењето лажни сознанија за Бога. Тој ја искривува и изобличува сликата за Бога. Го покажува како одмазлив Бог, полицаец на небото, кој постојано нешто побарува, или како сентиментален старец кој е премногу добар за да повикува некого на одговорност поради гревот. Почитувани, здравата црква дава урамнотежена слика на сите Божји карактерни особини и покажува дека неговата правда, милоста негова, сувереноста и службата, семокниот Бог и трпеливиот Бог се дел од вистината за Бога, кој е полн со љубов. Оние кои ќе излезат од Вавилон ги отфрлаат сите небиблиски учења и го обожаваат Бога, како што и самиот се открива во Светото писмо. Пораката 3, пораката на третиот ангел. И друг трет ангел дојде по него велејки со силен глас: ако некој му се поклони на ѕверот и на неговиот лик и прими белек или ознака на своето чело или својата рака, и самиот ќе пие од виното на Божјиот гнев, и не ќе имаат починка ни дење ни ноќе оние кои му се поклонуваат на ձверот
и на неговиот лик и која прима ознаката на неговото и неговото име. Тука е трпението на светите, кои ги пазат заповедите и верата во Исуса Христа. Читаме во Откровение 14 глава од 9 до 12 стих. Третата ангелска вест бара одлука. Таа го дели светот во две групи. На една страна стои отпаднатото христијанство, кое се поклонува на зверот и на неговиот лик и прима белек или ознака. На другата страна стојат оние кои го отфрлаат авторитетот на зверот, кои ги пазат заповедите и верата во Исуса Христа. Приметете ја, прочитувани, спротивноста меѓу овие две наполно различни групи. Они кои ја примаат ознаката на зверот се обожавачи кои што ги следат човечките идеи и обичаи, додека светите ги обележува трпеливо поднесување, постојаност, послушност кон Божите заповеди и верата во Исуса Христа. Доколку сакате подетално да се запознаете со самиот идентитет на зверот, неговиот лик и неговиот жиг, проучете го курсот Тајните на пророштвата. Во ова проучување накусо ќе ја истражиме важноста на третата ангелска вест. Број 4. Христовата црква на поделеното време. Дали некогаш сте се восхитувале на верноста, трпението и посветеноста на некој решителен, постоен христијанин и сте посакале да доживеете слично духовно искуство? Бог дал посебна порака за нашето време во последната книга Откровение во 14 глава, која може да донесе токму такво искуство ако читате таа книга. Како што истакнавме во 25-то проучување, текстот од Откровение 12:17 ги опишува верните христијани на последното време како оние кои ги држат или кои ги пазат Божите заповеди и го имаат Исусовото сведоштво. Тоа го пишу во Откровение 14:12. Ја опишува истата група како светите кои ги пазат заповедите и верата во Исуса. И затоа, еве, на крајот од ова предавање ќе нагласиме неколку белези на христијаните во последно време. Прво, тие го имаат сведоштвото на Исус Христос, Откровение 12:17. Дури тогаш кога сатаната го излева својот гнев врз нив и сите се против нив, тие му остануваат лојални, верни на Исуса. Пред да се вознесе на небото, нашиот Спасител ни го ветил дарот на Светиот Дух. Тој исто така ветил дека преку верата постојано христијаните, односно Светиот Дух, ќе живее во срцата на христијаните. Нашиот Спасител сака Божјата црква на последното време да ја отсјајува неговата светлина, неговата љубов, секако и сила на посебен начин во светот. Овие христијани не ја создале сами својата вера. Таа е дар од Бога, како што вели Павле во Ефесјаните 2 глава 8 стих. Тие се појасно го одразуваат вистинскиот Христов карактер и со неговата милост и вера стануваат живи споменици на Христовата сила, која едноставно дејствува во нив. Второ, тие ја имаат и ја чуваат Исусовата вера, пишува Павле. Христијаните на последното време веруваат во Бога, како што Исус верувал во својот татко. Верата што имал Исус Христос, верата за која тој проповедал, верата со која тој живел, мора да ги исполни нивните срца, срцата на христијаните. Верниците на последното време не само што ја имаат вистината, туку ја држат, ја чуваат и ја следат. За нив верата и животот се една целина која се покажува во секојдневната практика преку послушност на Исуса Христа. Секој христијанин во својот личен живот живе со верата во Исуса. Исус владее со
во целиот нивни живот, а тие живеат во хармонија со Божјата реч. Нивното искуство открива што значи да се води живот на послушност преку верата или, како што цитирам, праведноста што доаѓа од верата. Пишува Павле во Римјаните 9 глава 13 стих. Тие откриле вистината за која во 80 век пишувал Самуел Џонсон. Оној кој се надева дека ќе најде мир верувајќи во Бога, тој мора да му биде послушен. Тој е цитат. И број 3, тие имаат Исусовата вера, бидејќи откриле дека применувањето, да се применат библиските вистини во секојдневниот живот води до динамичен христијански живот во кој постојано напредуваат. Таквите христијани, тие, значи, увиделе дека овие големи библиски вистини влеваат љубов и преданост кон Исуса, која задоволува секоја потреба и копнеш на човечкото срце. Број 4. Тие ги пазат Божите заповеди. 10 заповеди, тој Божјиот морален закон, едноставно е во нивните срца. Бидејќи се искрени, го љубат Бога, со цело срце ништо не е поважно тоа да ја послушат секоја Божја желба и заповед. Својата љубов кон Бога и кон другите луѓе ја покажуваат со тоа што ги следат сите Божи 10 заповеди, вклучувајќи секако и 4-та заповед, кој ги повикува луѓето да го величаат и обожаваат Бога како свој Творец, празнувајќи ја саботата, а тоа е 7-миот ден во седмицата. Број 5. Тие го проповедаат вечното Евангелие во целиот свет, Откровение 14:6. Евангелието објавува дека гревот ги одвојува луѓето од Бога, но и тоа дека Исус умрел за нашите гревови и воскреснал од гробот за да можеме ние да ја доживееме неговата спасоносна милост. Исусовата смрт и воскресение, почитувани пријатели, овозможиле таква заедница меѓу Бога и луѓето, заедница која ни дава живототворна сила. Од средината на 90-тиот век, на 19-тиот век, поточно од 1844 година, кога поштал истражниот суд на небото, Христовата црква на последното време ги повикува сите луѓе да излезат од верската збрка и да воспостават врска со Христа, втемелена исклучиво на библиската вистина. Број 6. Тие знаат дека времето ги притиска, зашто дојде време за жниење, зашто е зрела жетвата на земјата, пише во Откровение 14 глава 15 стих. Долгата ноќ на гревот и духовната темнина е речиси завршена. Историјата на борбата меѓу доброто и злото се ближи кон својот крај, а милиони луѓе се уште не го запознале Христа, Исуса Христа. Број 7. Тие се посветени на задачата што им ја дал Бог. Својата прекрасна врска со Бога тие не сака да ја задржат само за себе, бидејќи големиот Вавилон паднал. Тие ги молат сите кои се уште живеат во збрката на оваа земја. Излезете од неа, народе мој, кажува Јован во Откровение 18:4. Тие копњаат со другите да ја споделат својата сигурност и среќа. Нивната заедница е здрава и ги соединува со Христа во голем народ кој ја објавува Божјата последна голема порака на светот. Се ова ги обединува срцата на милиони христијани на последното време кои се опишани во книгата Откровение. Нивната радост ги придвижува да му се придружат на апостол Јован во големиот повик. Цитирам: "Она што го видовме и чувме, тоа ви го навестуваме и вам, за да имате и вие заедништво со нас, а нашето заедништво е со Таткото и со Неговиот Син, Исус Христос." 1 Јованова, 1 глава, 3 стих. Преку својот дух
и преку својата црква, Исус ве повикува и вас да дојдете кај Него и да му го предадете својот живот. Цитирам: Духот и невестата, тоа е црквата, зборуваат: дојди, и кој слуша, нека рече дојди, и кој е жеден, нека дојде, и кој сака, нека земе дарум од водата на животот. Откровение, 22 глава, 70 стих. На крајот, почитувани пријатели, ќе има две жетви. Тоа е кулминација на тројната ангелска вест. Исусовото враќање на земјата за да ја изврши жетвата на спасените од сите времења, пише во Откровение 14 глава од 14 до 16 стих. Самиот Исус ги собира сите спасени и ги зема во многуте живеалишта на небото, како што вели Јован во 14 глава. Истовремено тој за секогаш ги отстранува гревот, болеста, тагата и смртта. Светите започнуваат еден прекрасен нов живот. Секако тоа ќе биде возедница со него и секој ден е повозбудлив од претходниот низ целата вечност, пишува од Јован во Откровение 21 од 1 до 4. Но кога Исус ќе се врати, тогаш ќе ги уништи, вели, безбожниците. И друг ангел излезе од црквата што е во небото и тој имаше, приметите сега, остар срп. И друг ангел кој имаше власт над огнот дојде од жртвеникот и му извика со силен глас на оној кој што имаше остар срп. Испрати го својот остар срп и обери го грозјето од земното лозје, зашто неговото грозје веќе е зрело. И ангелот го фрли својот срп на земјата и го обра земното лозје и го стави во големата каца на Божиот гнев. И кацата беше изгазена надвор од градот и од кацата потече крв до уздите на коњите на растојание од 1600 стадии, пишува во Откровение 14 глава од 70 до 20 стих. Ова ќе биде трагично време на конечното уништување. Тоа е посебно тажен настан за Христа, бидејќи ќе мора да ги уништи оние што го одбиваат спасението. Господ нема да задосни со своето ветување, како што некои мислат за бавењето, но долго време тој трпи, бидејќи не сака да загине некој, туку сите да се покајат или да се спасат. 2 Петрова 3.9. За жал, почитувани, некои понатамо се откажуваат од него. Кога Исус ќе дојде да го ожне оно што го посел по светот, во која жертва ќе се најдете вие? Дали ќе бидете меѓу зрелото грозје, меѓу изгубените кои бегаат од прославениот Христос? Денеска ние треба да одлучиме. Сега е време за одлука. Сега е време да го прифатиме спасението. А како негови соработници, ние ве молиме да не ја примате напразно Божјата благодат. Зашто вели, во благопријатно време те послушав и во денот на спасението ти помогнав. Еве, сега е благопријатното време. Ете, сега е денот на спасението, пишува Павле во 2 Коринтијаните 6 глава од 1 до 2. Одлуката за која станува збор овде е сосема јасна. Од една страна Исус стои со своји расширени раце, прободени раце, повикувајќи ве да се придружите на оние кои ги пазат заповедите Божји и верата во Исуса, пишува во Откровение 14 глава 12 стих. На другата страна се оние кои истакнуваат, тврдат дека послушноста кон целата Библија и кон сите Божји заповеди не е важна. Мноштвото во предворието на таа Пилатова судница се соочиле со слично прашање. На едната страна бил Исус, Бог и човек во една личност, а на другата страна, значи на левата страна, стоел Варава, кој не можел да си помогне ни себе си, нито на мноштвото што било сведок на сето ова, на овој трагичен настан. Сепак кога Пилатовите ости зборови
одекнале меѓу мноштвото, ставајќи го пред одлука, кого од двајцата сакате да го пуштам, лутите гласови одговориле: Варава. Што да направам со Исуса, наречен Христос, прашал потоа Пилат. Мноштвото едногласно извикнало да биде распнат. И така невиниот Исус бил распнат, а Варава, злосторник, пуштен на слобода. Пишува Матеј во 27 глава. Кого денес вие ќе изберете, почитувани? Варава или Исуса? Ќе ги следите ли учењата што ги измислиле луѓето, а кои се спротивни на Божите заповеди, Исусовото вечно евангелие? Или сакате да бидете оние кои ќе ги пазат Божите заповеди и ќе го имаат сведоштвото на Исус Христос? Затоа размислете денеска. Исус ветил дека Светиот Дух ќе дојде да ги реши сите наши проблеми, да ја излечи сета болка во нашето срце и да ги задоволи сите наши копнежи и да не спаси. Најмил небесен Татко, повеќе од се сакам секогаш да те славам и да те фалам. Сакам да бидам целосно на Твојата страна. Сакам да бидам Твој следбеник, кој ги пази заповедите во последните денови. Копнеам за денот кој ќе бидам со Тебе во Твоето царство. Знам дека тоа ми го овозможува само Твојата голема жртва. Ја прифаќам Твојата милостива понуда и го молам и те молам да станеш господар на мојот живот. Се това те молам во Исусово име. Амин. Драги пријатели, драги гледачи, еве не на самиот крај на ова наша денешна емисија. И денес би сакале како редакција на Адвентистичко радио да ви ја подариме, да ви понудиме книга, односно Новиот Завет. Нов превод од Библиското здружение, бесплатно, джепно издание на современ македонски превод. Има фусноти, значи може да читате, и внатре има библиски текстови под секој текст и може така да, значи, го проучувате Новиот Завет бесплатно, доколку ни пишете на нашата адреса, имате доле наш мејл на екранот, а исто така и нашиот телефон 077-819-828. Доколку сакате да ја изучувате Библијата преку дописен пат, ви ја нудиме дописата библиска школа. Да ја видиме сега самата дописна библиска школа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Драги пријатели, драги гледачи, еве не на самиот крај. Пред да се одјавиме, би сакал да ви се заблагодарам што и денеска бевте со нас. Слободно ова емисија споделете ја на вашите роднини пријатели. Освен на Facebook, ние имаме, значи, и наш YouTube канал Адвентистичко радио, Глас на надежта, каде што може да ги пронајдете сите досегашни емисии и да ги споделите со ваши роднини и пријатели. И посакувам секое добро, драги пријатели, драги гледачи, поздрав од сите нас овде во студиото и се гледаме во наредната емисија. Драги гледачи и слушатели,
Ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ке имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме.